Годишните времиња е насловот на песната која ја освои првата награда во категоријата Песна за деца на конкурсот на литературниот клуб Кирил Пејчиновиќ. Авторка на оваа песна е Силвана Крстовска, која иако се занимава со музика, пишувањето поезија е нејзина љубов уште од мали нозе. Првпат учествувала на овој конкурс и ја освоила првата награда. Тој конкурс всушност многу години обстојува, но јас за прв пат сега учествувам во него и истиот тој конкурс има две категории. Значи категорија поезија за возрасни и категорија поезија за деца. Мојата првонаградена песна спаѓа во категоријата за деца, значи носи наслов Годишните времиња. И всушност тоа е песна од 16 стихови, 4 строфи. Во неја имам употребено паралелна рима и персонификација. Јас испратив 4 песни вкупно. 2 песни за возрастни и 2 детска поезија. И морам да нагласам дека исто така имам добиено на истиот овој конкурс сега за песната Рајко, Лајко и Зајко, исто таа е детска песна, пофалница, додека Годишните времиња веќе тоа е првонаградена и јас мислам дека не постои автор што твори и што не би сакал некогаш еве вака да се освои прва награда. Мислам дека тоа е нешто најубаво што може да му се случи на еден автор, бидејќи веќе имате тука признание за својот труд. 17-годишната Мартина Даниловска пак од Тетовската гимназија е добитник на третата награда во категоријата Песна за возрастни. Тематиката на нејзината песна е актуелна и зборува за состојбата во која се најде светот со појавата на пандемијата. Нејзина наградена песна е Забранета прегратка. Самата песна ми беше еден вид на метафора за ова време во кое што се наоѓаме сите и каде што ни е нели забранета самата прегратка. Ова ми е трет пат да учествувам на овој конкурс и се надевам дека и понатаму ќе продолжам со моето учество, а со пишувањето се занимавам како хоби. Претходно имам добиено 2 пофалници, исто во категоријата за возрастни. Трето оделенецот Александар Чироски ја опеал љубовта кон татковината. Александар е добитник на третата награда во категоријата Песна за деца, а негов ментор е наставничката Сонја Трифуновска. Уште поголемо задоволство е што учествувавме на овој литературен конкурс на клубот Кирил Пејчиновиќ од Тетово, затоа што, како што знаеме, тој е еден од најстарите литературни клубови во нашата земја, а и представува центар на сите литературни збеднувања во нашиот град. Јас како ментор, како оделенски наставник и како ментор на ученици сум учествувала скоро секоја година на конкурсот на литературниот клуб Кирил Пејчиновиќ, бидејќи традиционално се одржува секоја година. Меѓутоа, големо задоволство беше оваа година што мојот ученик Александар Чироски на 8 годишна возраст освои трета награда со неговата песничка Татковина, во кој што ја искажа љубовта кон својата земја. Ги мотивирам учениците да пишуваат постојано и нивните творби постојано ги мотивирам да се објавуваат на различни конкурси или пак во детски литературни списанија, бидејќи литературните конкурси тоа како представуваат стимул за работата на учениците, бидејќи тие децата ги доживуваат како некаков надпревар и објавувањето на нивната творба или пак добивањето на наградата представува за децата голема радост. Јас се викам Александар Чироски, учам во основното училиште Гоце Делчев, јас сум трето одделение. Ајде, ќе ми кажеш зошто ја напиша оваа песна? Јас ја напишав песнове дека ја сакам татковината и многу песни сум напишал за неа. Сакаш да пишуваш, ќе продолжиш да пишуваш песнички? Да. Александар без двоумење прифати со нас да ја сподели неговата песничка. Таткавино, таткавино моја мила, во срцето мое си ти. Ти ми даваш храбру сила и мирни детски сни. За твојата слобода, за нашите среќни дни. Животите свој ги дале, Гоце Делчев, Даме Груев и Сандански. Ти си земја вековна на нашите славни просветители Кирил и Методи, Климент и Наум, нашите народни учители. Таткавина,
Ти си сонце мило, во срце што ни грее. Цветна градина, птица полетна, во слобода радосно што пее.